Часот по природни науки за второ одделение. Јас сум одделенски наставник Николина Милевска од Општинското основно училиште Кочурацин од Куманово. Денес ќе се запознаеме со извори на светлина. Ученици, вие ќе можете да идентификувате повеќе извори на светлина, вклучувајќи го и сонцето. Ќе научите да ги споредувате и да ја откриете разликата на природните и вештачките извори на светлина. Ќе започнеме со погодување на наши гатанки. Со едно огниште цел свет се грее. Лицето му е златно, насмевката му е врела, ги милува сите деца од планетата цела. Што е тоа? Сонцето. Уште една гатанка. Брат и сестра се бркаат и не можат да се стасаат. Што е тоа? Ден и ноќ. Се наоѓаме во еден убав сончев ден, каде што сонцето ги распослало своите зраци. Сончевата светлина ни помага да ги примиме различните бои од природата преку нашите очи. Ноќ. Гледате ли нешто во ноќта што свети? Сметате ли дека тоа што свети е природна светлина? Ја видовме црната мачка која исветеа нејзините очи. Потоа ја видовме и месечината која исто така свети. Сјајни беа и ѕвездите на небото. Во ноќта може да се забележи еден инсект кој што има светлосни ефекти. Него го викаме светулка. Понекогаш децата светулката ја чуваат на прстот и така ја истражуваат. Има и многу други природни живи суштества кои создаваат светлосни ефекти, како медуза, риба и слично. Да се вратиме во нашата соба во текот на денот и во текот на ноќта. Да направиме некаква разлика. Нашата соба е осветлена со помош на сонцето кога е ден, а кога е ноќ имаме потреба од светилка. Да се обидеме да најдеме разлика помеѓу сонцето и светилката. Сонцето е природен извор, а светилката не е. Таа е вештачки извор, извор на кој што му треба некој да ја потпомогне да свети. Тоа сме ние луѓето. Ние ја вклучуваме или исклучуваме светилката во зависност од нашите потреби. Извори на светлина или светлосни објекти ги делиме на природни извори на светлина, што потекнуваат од природата, и вештачки извори на светлина кои што зависат од нас луѓето. Да размислиме и да најдеме каде ќе припаѓаат и други извори на светлина. Например, пред многу години, кога светилката не била измислена, луѓето во темнина со што светеле? Со помош на свеќа. Сега ќе раскажеме една приказна за каубојот Дени кој што сака да оди во пештера. Додека истражувал, љубопитниот каубој Дени ја изгубил својата торба во пештера. Подоцна се решил да ја бара, но има проблем. Во пештерата е многу темно. Да му помогнеме и ние? Што би му вие препорачале да понесе со себе за да ја осветлува темнината? Дени си помислил
да запали оган и така да ја осветлува пештерата. Но јас повеќе сметам дека можеби потребно е да има джебна светилка. Зошто не? Зошто не треба да се пали оган? Особено не вие децата. Знаеме дека огнот може да биде опасен и да предизвика пожар. Затоа, секако дека джебната светилка ќе биде неговиот инструмент во пештерата. Се сложуваме сите. Да, огнот може да биде светлосен извор на светлина, но не се препорачува, особено не за деца. На крајот да направиме заклучок. Извори на светлина или светлосни објекти ги делиме на природни извори на светлина и вештачки извори на светлина. Ова слика или фотографија пожелно е вие во вашите тетрадки по природни науки да ја имате нацртано и обележено. Така имате празни места каде што може да ги именувате и означите природни извори на светлина и вештачки извори на светлина. Ви благодарам на вниманието. До гледање.